Добро вечер. Не ни треба процес без крај, туку заслужена и предвидлива европска иднина. Ова е пораката која премиерот Мицкоски ја упати по Минхенската безбедносна конференција, на која имаше низа средби, од кои голем дел биле и за македонските евроинтеграции. Повеќе од Михајло Видимлиски. Европа и САД се пријатели, но мора да се знае кој какви одговорности има во тоа партнерство. Ова според премиерот Христијан Мицкоски е заклучокот од пораките од 62-та Минхенска безбедносна конференција, на која тој ја предводи македонската делегација. Во интервју за националниот сервис, Мицкоски рече дека за разлика од лани кога пораките од конференцијата биле подиректни, годинава се, како што рече, во позавиена форма, но со иста суштина. Суштината е иста во смисла на тоа мора да се знае кој каква одговорност има и визави одговорноста, кој е тој кој што ги владее придобивките од таа одговорност. Тоа е суштината и на пораките од минатата година и на пораките од оваа година. Со таа разлика ќе повторам, што минатата година може би беа подиректни, но оваа година беа така помеки тие пораки. Заклучокот е дека Европа и Америка и Соединените американски држави се партнери, се пријатели, но мора да се знае кој какви одговорности има во тоа партнерство и пријателство. Зборувајќи за билатералните средби меѓу кои со председателот на Европскиот совет Антонио Кошта и холандскиот премиер Дик Схоф, на кои се разговарало и за евроинтеграциите, Мицкоски рече дека целта е да се раскаже македонската верзија на приказната и предизвиците со кои се соочила земјава. За нас членството во рамките на Европската унија не е милост, туку е нешто кое што одамна го заслуживме. Да укажеме на сите, би рекол, неправилности, да укажеме на сета неправда која што нас не е нанесена и како народ, и како држава, но истовремено и да потенцираме дека суштината е да не се сруши имиџот и кредибилитетот на самата Европска унија. Имаме чувство и македонските граѓани чувствуваат фрустрација и имаат чувство дека некој од самата Европска унија од внатре како да сака тој имидж и тој кредибилитет да го уништи. За време на Минхенската безбедносна конференција Мицкоски оствари и неколку економски средби. Претходно тој се сретна и со специјалниот пратеник на американскиот председател Трамп Ричард Гренел, а вчера попладнето и со украинскиот председател Володимир Зеленски. На средбата со Зеленски станало збор за актуелните безбедносни предизвици во Европа и потребата од единство и солидарност. Европската комисија ги отфрлила сите предлози испратени од земјите од Западен Балкан во однос на ограничување на престојот на камионџиите и останатите превозници на тежок товар од регионот кон државите во Шенген зоната, пренесуваат црногорски виести. Оттаму додаваат дека поради отфрлањето на предлозите можни се нови протести од страна на превозниците и блокади на граничните премина и пристаништата. Претходно превозниците предложија професионалните возачи да добијат различни визи или сличен документ што ќе им овозможи да останат подолго и да работат во Европската унија без да го променат своето живеалиште или нивното работно време. И покрај заострената примена на законот, на улиците продолжува практиката на возење без дозвола. Од МВР за Канал 5 вела дека од почетокот на примената на безбеден град одземени се над 70 возила, а само изминатите 24 часа приведени се и десетици граѓани. Меѓу нив има и малолетници. Деталите од Јорданчо Цветановски. 70 возила одземени од стартувањето на проектот Безбеден град. Од МВР соопштија дека во изминатите 2 седмици имале полни раце работа поради сообраќајните прекршоци на територијата на земјава. Во истиот временски период лишени од слобода биле 73 возачи поради возење без возачка дозвола. А само вчера се уапсени уште 10 возачи кои исто така или возеле без возачка дозвола, или имале активна забрана за управување, или пак возеле под дејство на алкохол. Некои од нив се обиделе на иновативен начин да избегнат казна од камерите на Safe City. Скопјанец со маркер направил промена на бројот 9 во 8 на регистарските таблички со цел да не се соочи со законска одговорност, при што бил приведен. Полициските службеници го одземаат возилото по насоки на јавен обвинител, а натамошната постапка е во надлежност на обвинителството и судот. Возилата се одземаат согласно членовите 297, 297А и 300Б од Кривичниот законник.
Од МВР потсетуваат за важноста од системот Безбеден град, чија задача е да го намали бројот на жртви и повредени во сообраќајот, но и да ги намали и сообраќајните прекршоци кои во минатото го доведуваа во опасност животот на учесниците во сообраќајот. Проектот Безбеден град планирано е да се прошири на територија на цела држава во текот на 2026 година. Приоритетот за поставување на камерите се одредува според прецизни критериуми за безбедност, додека фокусот ќе биде ставен на главните сообраќајни артерии и булевари, каде што е регистрирана поголема фреквенција на возила и пешаци. Од МВР додаваат дека бројот на локации каде ќе бидат поставени камерите ќе биде соодветен на потребите, а целата е да се покријат така наречените црни точки, каде што статистички се случуваат најмногу сообраќајни незгоди. Точниот број и специфичните локации ќе бидат дефинирани по завршување на техничкото планирање, но целта е целосна и ефикасна покриеност на критичните зони. Вестите завршија. Останете со програмата на Канал 5, имајте пријатна вечер.